На состанокот со Националната комисија пред 25-6 дена недека ни предложија дека секој диабетичар што е со тип 2 кој сака поквалитетен инсулин да зема, да си го доплати инсулинот. Имавме остри критики према тоа, сите ние овие здруженија што е. Значи, не фаќа паника, страв, затоа што има кај нас, например, пензионери кои земаат, еве може и овдека да се демонстрира, кои земаат по 8.000 денари и уште да го доплаќаат поквалитетниот инсулин, значи стварно не знам како да кажам. Тоа е ван памет. Ама не плаши тоа, затоа што овие може и законски да го донесат тоа. Дури буквално, јас сега ќе кажам јавно, дека Ивица Смоковски дури ни се изнасмеа таму. Толку не повреди човекот, што не знам зашо е тој во таа национална комисија. Бара од нас да подпишеме, да ставиме печат од сите наши здруженија, дека се слагаме со тоа. Без нашето членство, јас сум од Струга, кажам, без нашето членство јас не можам самиот самоиницијативно да го подпишам тоа. Не ми дозволува ни совеста, нити па можам некои граѓани од Струга кои што немаат стварно леп да јадат и уште да го доплаќаат овој инсулин. А колку треба да доплатат? Разликата, например, месечно ќе не фати околу 2000 денари, тие кажа. Месечна терапија правам, затоа што некој прима 5 пенкала, некој 6, некој 7, зависи од како го регулира инсулин. Сите овие проблеми што беа нотирани од претходните говорници, во потпуност ги поддржаваме, а што се однесува за моменталната состојба што стоиме пред вратата на Сојузното дружение, само можам да кажам следно. Јас како, да не кажам, иницијатор, повеќе како поддржуваш на сите овие проблеми, бидејќи секојдневно трпам јавување и жалби од пациентите од Куманово, исто тоа го имаат и другите здруженија, другите председатели ни цела Македонија. За жал, недоволен број сме присутни овдека, затоа што последните 2-3 дена, вместо да ги штити нашите интереси, интересите на сите диабетичари, кои некоја се манипулира дека се над 130.000 евидентирани диабетичари изборам, а не евидентирани може да се и до 200.000, а председателот не само што ни ограничи и ми врше не само на мене притисоци, за да не присуствуваме на овој прес и да не го поддржиме она да го изложиме како проблем што го имаат сите диабетичари. Како резултат на такво нешто, гледаме дека вратите се затворени, под изговор на него познати само, инаку у последно време, за последните 2 часа, ни откажа најмалку 5-6 председатели и 5 здруженија. Така да, ако не беше тој притисок и ако не беше начинот на делувањето, има време, чекајте, почекајте, ќе бевме сигурно многу по-масовни, да не кажам над 60-70% од активно регистрирани и во живот здруженија. Вака како што изгледа, некој си ги штити собствените интереси и не знам чии интереси. Диабетот морам да потенцирам ова. И ние како здруженија, сем овие преходните 20 што излагања дадоа, се борат и мора да се бориме за малите дечиња, бидејќи тие мора да ни бидат таргет листа и приоритет за решавање. Гревота за такви дечиња да не се посвети целосна пажња, но ние како сите председатели, сите здруженија не правиме разлика, ни партиска, ни верска, ни возрастна, ни социјална, ни никаква. Диабетот е болест и состојба на организмот за сите диабетичари со несогледливи последици. Председателот Благоја. Не само на мене што ми се јавуваше име, да не кажам, не притисоци, дури и претњи, ти си обележен, ти си маркиран, ти си ваков, ти си онаков, и се јавувам на сите на тие што ја како задача добив, бидејќи ја имам листата на сите мои пријатели, колеги, председатели и здруженија, и се јавувам на сите тие здруженија. И кој најде за сходно ми се јави, прво со манипулации и со лаги, дека пресот е откажан, дека состанокот е откажан и нешто тој смисол. И тие што успеа да ми се јават или да им се јавам,
За жал, 10 само дојде. Иначе требаше да бидат мanje. Мојот син доби дијабетес на 1 година. Значи веќе 3 години се соочуваме со оваа болест, тоа е секојдневна борба. Би сакала само накратко да ви кажам што значи дијабетес. Значи тоа значи 5 инјектирања на инсулин дневно, односно 1850 инјектирања, односно боцкања годишно, на годишно ниво со инсулин. Или пак 2500 боцкања на годишно ниво на малите прстиња и ноџиња на едно детенце со дијабетис. Тоа се вкупно 4000 боцкања и повеќе. Значи веќе кога станува нели нормално збор за боцкање, автоматски доаѓа да се постави прашањето со што тоа ние ги боцкаме децата, така? Проблемот со инсулинот го изложи веќе Цвете. Значи единствен стандард, значи не постои стандард за набавка за квалитет на инсулинот со кој што ги боцкаме децата. Значи единствен стандард е неговата најниска цена за жал. Глукомерите со кои што мериме шеќер кај децата се неточни. Значи едно неточно мерење може да значи не многу, него премногу. Не само кај дете, него кај кој било дијабетичар. Например, доколку се измери погрешно повисока гликемија, што се случува редовно со глукомерите кои што ни следат од фондот, должни сме да ставиме корекција, нели? Инсулин повеќе за да не седи нивото на шеќерот во крвта повисока. Меѓутоа, може да се случи во таков случај, нели со неточно мерење, да направиме хипогликемија. Хипогликемија е нешто најстрошно што може да се случи кај еден дијабетичар, односно тоа предизвикува кома, а во многу случаи смрт. Друго што би сакала да истакнам, значи ќе се обратам директно до Националната комисија за дијабетис како представник на родителите на децата со дијабетис во државата. Значи може би апсурдно да се говори за новитетите во светот, односно како се третира дијабетот во светот, за разлика од кај нас, кога се менуваат инсулински терапии, кога примаме инсулин ваков како што примаме, кога неаме точно да го измериме. Меѓутоа, некои основни работи мислам дека Националната комисија за дијабетис значи треба да ги направи за нашите деца. Значи дали Националната комисија за дијабетис некоја слушнала за пенкала кои дозираат 0,5 единици инсулин и дали знае што значи 0,5 единици инсулин за едно дете од 10, 15 или 20 килограми. Значи, такви пенкала во државава нема. Се донесоа еднаш како донација и беше толку. Следно што би сакала исто така да им го поставам како прашање, би требало, нели да ви кажам, родителите на децата со дијабетис добиваат помош за децата со дијабетис од 4000 денари месечно, па би сакала да прашам што јас да правам со тие 4000 денари. Да се чува дете со дијабетис дома, затоа што децата со дијабетис не ни ги примаат во градинка, градинките не се способни да ги прифатат тие деца, не се обучени. Значи еден родител да допринесува. Значи еден родител да работи, другиот родител мора да се грижи 24 часа за детето. Со тие 4000 денари јас на пример купувам лентици за мерење на гликемија, затоа што овие што ги имаме не ни мерат. Ние мериме гликемија 10 пати во текот на денот. Едно кутивче на лентици да купиш приватно е 1000 денари. Значи јас тоа кутивче на лентици го трошам за 5-6 дена и тоа ги штедам. Исто така би прашала кога веќе нели нема инсулински пумпи за сите деца во државата, зашто Националната комисија за дијабетес не се обиде да набави инсулински канили за децата, затоа што, искрено да ви кажам, моето дете има развиено бицепс и трицепс веќе на рацете од боцкање. Значи, тоа е мало дете, освен оние 5 редовни убоди за да ја држиме гликемијата под контрола. Значи, тоа е дете и бара, нели, како и секое дете да касне сладолед, што секако му го возможувам, меѓутоа секогаш тоа носи дополнително боцкање со инсулин. Па би сакала да размислат да ни ги набават тие инсулински канили за нашите деца. Со тоа, значи, би го од 150 редовни убоди на инсулин месечно би го намалиле боцкањето на 10. Бараме да почне да се врши навремена и целосна испорака на инсулин согласно со инсулинските листи
кои што се евидентирани во мој термин, каде што точно се знае колку инсулин е потребен во секој град, без при тоа да се кратат нарачките или да се дополнуваат за еден или за друг инсулин. Да престане како единствен услов за набавка на инсулин да биде цената и само цената. Таму треба да се вметнат и стандарди и начин како треба да се чува и транспортира инсулинот. Еден од проблемите кои што ги имаме со квалитетот на инсулинот. Да престанат притисоците и заканите кон докторите за присилно менување на инсулинот, се со единствена цел да се заштеди. Затоа имаме и доказ во вид на писмо од Националната комисија, каде што им се праќа на докторите, им се наредува сите новодиагностицирани лица со дијабетес со тип 2 да се стават прво на хуман инсулин, без при тоа да се води грижа дали тој инсулин ја врши својата работа или не. 4. Да се набават квалитетни глукомери, како на пример оние што ги имаме до пред 2 години, за да имаме навистина ефект од мерењето на гликемијата, вака нема. И 5. Да се дава соодветен број на игли, а не по 20 на месечно, кои што не ја вршат работата како што треба, затоа што со една игла треба да се боцкаме по 5 па и по 10 пати, и доколку овие барања не се разгледаат и не се исполнат или не почнеме да разговараме малку за се решат, ние сме спремни да кампуваме пред Министерството за здравство. Значи, навистина, тука се луѓе кои што представуваат здруженија, кои што представуваат 50% од бројот на лица со дијабетес во Македонија, поддршка имаме телефонски од уште толку, иако дел не стигна да дојдат, дел беа изманипулирани и излажани дека пресот е откажан, без притоа, значи, човекот се нафатил да откажува нешто што не го закажал. Инаку тоа сакам да кажам, во четвртокот беше одржан состанокот и со доктор Благојат Димовски, кој што безрезервно изрази поддршката и кажа дека негова беше идејата да се одржи пресот тука во оваа канцеларија, за на крај да откаже, и знам дека последно мене ми се јави синоќа во 9 сатот да ми каже дека е откажано тоа што сме се договорили. Доколку имате прашања, ви стоиме на располагање, повелете. Ја само сакам да прашам како ги карактеризирате постојаните деманти од Националната комисија и од Министерството за здравство, дека состојбата не е таква каква што ја опишувате, дека нема инсулинска криза во држава. Како целисна лага и ништо повеќе од тоа. Лага. Место тие, ние биднавме лажови, спекуланти и манипуланти.